Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300. Знам дека денеска ви изгледа малце смешно, но ова е мојата летна кошула, за тропската кошула за тропска Македонија, нели? Па да не должам и да не врдам многу околу мојата кошула, се оправдав зашто изгледам вака, да си продолжиме со Листа за 300. Нормално како и секогаш, така и денеска ќе се започнеме со запознавање на нашите надпреварувачи. Прво секако ќе ги повикам многу покултурни од мене облечените домакини за денески или победниците од минатото издание, Оливер и Тони. Повелете. Претерав малце со кошулава. Ник Слотер. Ник Слотер. Ник Слотер. Леле, на што ме потсети. Тропска горештина. Каква серија. Како се викаше партнерка? Да, имаше добра ситуација сега скоро со Пеца од Суперхик, што е лидерот, нели, фронтменот. Со него разговаравме на една турнеја, не знам каде, некаде на Балканот го сретнале баш Ник Слотер, актерот. Така. Го сретнале со него, мовет снимал некој документарец за тука, за на Балкан, наваму, натаму и така. Баш сега ме потсети да видам што е, како е. Ке зирнам за што работел тука. Како сте ви денеска? Одлични. До сега 450 евра ми земавте. Така, 450. Супер. Ке дадеш и повеќе. Ако денеска нешто се Нема окаже, проблем. али имаме Да, нови противници. Така е. Свесни сте за тоа, имате противници. Сега ќе ги запознаете. Што значи не ви менува ништо и вака и така, нели треба да сме фокусирани, сконцентрирани и да го даеме максимално она што знаеме за да одиме понатаму, мислам во секоја ситуација, нели, не одиме со резерва. Оливер и Тони, да не сакате да додадете нешто, да поздравите некого? Сите гледачи на телевизија, сите. Сите гледачи на телевизија, сите, све си кажува тоа, да готово. ја поздравам сопругата и синот Голем поздрав до сопругата и синот и од мене. и навијачите. Навијачите, да, па можеби требаше да ги земеш и тука во студио да дојдат. Да. Имаме таму место за седење, таман ќе седнеа, Така. ќе галаме, ќе напива. Многу галамат. Многу галамат? Да, многу галамат, така да Супер, тоа е работа. Галамат по тебе или заедно со тебе? како навијачите на Борусија Дортмунд. Да, така. Супер. Ќе ги донесеш нареден пат. Е така ќе се договориме. Ако денес ќе излезете како победници, наредно снимање но со публика. нормално, ако нема обврски, ќе гледаш да ги донесеш. Ете така. Договорено. Тони, тоа е тоа. Одлично, Оливер и Тони. И денеска како домакини во домакинската кабина, повелете. А секако тука во нашето студио се и нивните противници во улога на предизвикувачи. Денеска се најдоа Сашо и Мартина. Повелете. Добро познатите Мартина и Сашо. Како се, Мартиче, добре си? Добре, супер, Сашо, одлично. здраво. Како сте денеска? Може малце понапред да дојде. Е, така, супер. Добри, спремни Спремни? да видиме што ни очекува денес. Кога последен пат ми бевте во Листа за 300? Па Колку време пред помни? околу 6 месеци. Така 6 месеци, леле како лета време. Да, малце мисля побрзо дека сега, ама очигледно грешка. Сум погрешен. Мартинче, што се случува кај тебе во животот? Последна година на факултет, абсолвент, уште неколку испити. Ајде, уште неколку испити, уште колку се тоа неколку? 12. 12, што гола вода, што последна година, тоа е. Ја да не кажам со колку, ништо. Не збориме за мене денеска. Супер, како владе, те потешките, тешки се во овие 12 испити што ти остане или веќе? Како за крај. Ко за крај више си уходана, знаеш што си учела до сега, се ти е јасно, одлично. Заборив што студираш, молим те подсети. Стоматологија. Опа. Семестар одма ке мрњајте запрче побрзо, што е ова? До кога планираш студент да бидеш? Треба ли некој забида напред ке тебе? Супер, Саша, ке тебе што има ново? Мислам, што се случува, дали има Прати ме. нешто ново? Ја пратиме состојбата. Ја пратиме со стојбата, ги броиме испитите. Што ќе купиш за завршување за дипломска? Што му бараш на Саша, кажи? Кажи си тука јавно на телевизија да нема кај да бега. Кола и стан. Барам стан и кола да ми купи, тоа е тоа. И една прошетка низ светот, ако може од... Зашто да не? Зашто да не. И тоа е најубавото, мислам. дека. Да. Саши и Мартина, дали сте подготвени за денеска? Подготвени, само ако може да ги поздравиме, Не пошто може. минатиот пат ни се Може, налутија. секак. Минатиот Секак. пат ни се налутија зашто не сме Кој се поздравиле налути? малце Прв се пошироко. Поздрав до Шведска, Германија и Швајцарија, гледачите што не гледаат и таму. Поздрав до Шведска, Германија и Швајцарија што не гледаат. Баш ми е било. Супер. Кој имаме таму? Имаме познати некои? Имаме. Да, супер. Да се живи и здрави и понатаму да го следите Листа за Сите 300. се гледа сегде. Да, баш ми е било. Да продолжите да не гледате. Голем поздрав и од целата екипа тука на телевизија Сител.
Тоа беше тоа? Това. Супер. Со среќа во продолжение почнувате како предизвикувачи, па да видиме до каде ќе стигнеме. Повелете. Оливер и Тони, односно Сашо и Мартина, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, да ги провериме дали работат како што треба, за да си немаме никакви проблеми во продолжение и да си помеја листа за 300 онака како што сме си научени и навикнати. За таа цел, ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Сашо и Мартина, дали се слушаме? Се слушам. Да, се Добро, ви слушаме, е познато да не се Поред. повторувам. Така. Со среќа во продолжение, Благодарам. сега ќе исклучиме и вашата кабина да провериме на вашите противници и потоа продолжуваме понатаму. Оливер и Тони, дали се слушаме? Океј. Да, сега окей. Супер, одлично. Ако имаме проблем, ќе ми кажете и ќе го средиме веднаш. Домаќини, може да продолжиме понатаму? Може. Супер. Ете, драги гледачи, и вие и јас уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, плюс на сето од тоа и Оливер и Тони како домаќини ни дадоа зелено светло да продолжиме понатаму. Па, започнуваме со листа за 300. А како и секогаш, така и денеска почнуваме со првата лицитација, а темата за истата гласи. Женски имиња на буквите Д или Р. Бараме женски имиња кои почнуваат со буквите Д или Р и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и така натаму. За да бидат признати во именикот на Државниот завод треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Оливер и Тони, дали ни е јасна темата? Да. Д како Давор и Р како Ристе. Само женски имиња бараме, да не ве збунам. Саши и Мартина, дали ни е јасна темата? Јасно. Супер. Знаете, драги гледачи, дека за при првата лицитација, први со лицитирање започнуваат тековните предизвикувачи. И сите знаеме дека таа улога денеска им припадна на Мартина и Сашо. Што значи? Да исклучиме кабината на домаќините, а Сашо и Мартина кога ќе имате понуда да ја чуеме. Ќе започнеме со 6. Започнуваме со 6. 8. Две повеќе 8. 10. 10. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. Едно повеќе. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 20. 22. 22. 23. Едно повеќе 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. Едно повеќе 26. 25. Нека одговара. Да одговара, имаме 26 празни полиња. Сашо и Мартина, што значи бараме 26 женски имиња на буквите Д или Р? Мартина и Сашо, кога ќе бидете подготвени, повелете. Започнуваме со доста. Доста. Ти доста. Ода да почнеш. Така е, доста е точен одговор. Даринка. Даринка. Така е. Дафина. Дафина. Така е. Проверма. Дора. 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 Дора ди Експлора. Како? Добринка. 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 Поздрав до Добринка, да мојот кум Даме, мајка му. Поздрав, Добринка. Почне. Дијана. И без J. Како? Дијана. Дијана. И се истото без. Така е. И Дијана е точен одговор. Дијана. Без J. Диана. Тонка и Данка.
И Диана е точен одговор. Данка, Данка. Дана, може. Така е. Дана. Дана, Дана. Донка. Така е. Донка, Донка. Душка. Душа. За Донка 10 точни одговори имаме досега. Душка, Душка. Така е. Душанка, Душанка. Така е. Дивна, Дивна. Како се викаш? Така е. И Дивна е точен одговор. Почнеме на другата буква, може. Која буква? Втората буква беше Р, така? На Р. Да, ајде. Риста. Радка. Радка, Радка. Радмила. Така е. Радмила, Радмила. Ристана, може се да кажа. Така е. да ја поздравам Радмила, минатиот пат се налути исто, зашто не сум ја спомнала кога бевме. Да, поздрав до Радмила, никако не сме да ни се љути Радмила, здраво. Поздрав. Радка, Рада. А, Ајде. Добро, Рада. Рада, Рада. Радмила. И Рада е точен одговор. Уште 10. Руса, Руса. Роза. Роза. Ружица. Руса. Познаваш Руса некоја? да. Да. Колку руси познаваш? Две комшивки ни се. Две. Па добро, зашто ги има 180 во Македонија, па одговорот е точен. Така. Росица, Росица. Така е, Росица точен одговор. Рајна, Рајна. Родна. Така е. Родна, Родна. Така е, родна точен одговор. Румена, Румена. Така и Румен е точен одговор. Ристана. Ристана, Ристана. Може колку? Уште 4. Добро. Ресмие, Ресмие. Ресмие. 900 во Македонија. Точен одговор. Ке има, вика Мартина. Познаваш повеќе? да. Да, браво. Рубина. Како се вика доктор? Ајде. Рубина, Рубина. Ще ми текне некој. Рамиза, ајде, готово. Рамиза, дали повеќе? Готово, кажу. 184 во Македонија, што значи точен Рамиза. одговор. 24 се изминувам и остануваат уште две. Кои ќе бидат? Рамиза, Рамиза. Да имавме. Така е точен одговор. И 26-тиот. Мака не ја пишу, не е лична карта, дружка. Розика. не, Роза. Ви? Ако не сме го кажале, Роза. Розе, дали го кажавме? Розе. Само момент. Роза, Розе. Нема кажано, ни едно ни друго. Со Розе ќе одиме. Со Розе. Сега нема назад, Роза видов, дека има. Е сега Розе, да видиме. Има Роза Ремјанска. Има Розе? Има. Колку мислите дека има во Македонија бројка? 300. Една третина од тоа 100, ама до повеќе од доволно за да биде точен одговорот. Така е. Браво Сашо и Мартина, без некои поголеми проблеми, можеби доколку надавав уште десетина полиња ќе настанеше некој проблем, малце потешко ќе водеше работата, но вака без некој поголем проблем успеавте да ги кажете овие 26 женски имиња на буквите Д или Р и да го земете првиот поен, но ништо не е готово, бидете внимателни во продолжение. Оливер и Тони,
Може би е тоа што викам, уште некое поле повеќе и ќе Мислам. имаше проблем, да. Но тоа е што не можеме да знаеме. Секогаш нели вака си викаше 26 не е воопшто малце. Така, така. Така да тоа е што е. Но сте биле по ситуации вакви, не е проблем за вас. Да. Бидете внимателни во продолжение, затоа што следниот поен може да значи или играње на пенали со можност да се остане во листа за 300 или пак да се спакуваме и да си одиме. Затоа внимателно. А јас да прочитам уште неколку од оние женски имиња на буквите Д или Р. Тука ги имаме Далиборка, Далија, Дамјана, Дамјанка, Даница, Дара, Дарија, Даринка, Дарја, потоа Дафина, Даца, Дева, Деница, Дервиша, Деса, Деспина, па ги имаме на Р, Рада, Радмила, Раиса, Раифа, Рајка, Рајна, Ранка, Расима, Радка, Рахима, Рената, Ресмија, Роза, Розе, Роса, Ружа, Руска, Руфија и Рушка. Исто повеќе тие и Рушка. А сега, драги гледачи, време е за второто надавање, односно втората лицитација. Како што реков, оваа лицитација ќе одлучи дали Оливер и Тони ќе имаат шанса да останат и повторно да се борат за парична награда преку пенали или пак ќе треба сега да си заминат дома. Затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: општини во Македонија кои не се граничат со некој наш сосед. Бараме имиња на постоечки македонски општини кои не се граничат со некоја општина од нашите соседни држави и со кои немаме копнена граница. Од 80 наши општини, повеќе од половината се точни одговори. Ова чисто да ви го кажам, за да си знаете, Оливер и Тони, дали ни е јасна темата, значи ги бараме оние општини кои што се во внатрешност на по границите, нели по маргините на нашата држава. Сашо и Мартина, дали ни е јасна темата? Јасно, јасно. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека со надавање при втората лицитација започнуваат први оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Оливер и Тони. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Сашо и Мартина. А Оливер и Тони, кога имаме понуда, повелете? 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. Едно повеќе. 10. 10. 12. 12. 22. 22. 23. Едно повеќе, 23. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. Едно повеќе, 28. 29. 29. Округло 30. 30. Округло 30. И еден. 31. 31. 31. 32. 32. 32. Нека одговарат. Нека одговара. Да одговарат. Ајде да видиме. Оливер и Тони сега надававме повеќе и од преска 32 празни полиња. Тоа е веќе сериозна бројка за надавање и сериозен број за одговори кои што ги побаруваме. Сме имали повеќе, сме имали 70, 80, но и 32 не е мала бројка. Како што реков, бараме општини во 32. Македонија кои не се граничат со некој наш сосед. Саши и Мартина, кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Да. Вака се. Ови, аеродром, центар. Ти што никаде не граничат, можеме да ти Добро, ајде да почнем почнем. Ајде. Центар. 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 Чаир. Така е? Оди. Кој рекол на втора? Центар. Чаир. 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 Чекај, ти кажа, не бутилно. Добро. Страшно. Идеме вака. Така е? Илинден и Петровец со ништо не граничат. Ајде. Може. Илинден. Илинден. Петровец. Така е? Петровец. Петровец. Зелениково. Така е? Зелениково. Зелениково. Студеничани. Така е? Студеничани. Студеничани. И студеничани е точен одговор. Чекај сега полека. Чекај сега. Газибава не граничи со никој. Не искача на државата. Газибава е наша. Газибова. Газибава.
Не, Ѓорче, опасно, може внамо, нека Кучкова да искаже. Не, Така е. нека Кучкова може да излезе. По-убаво ти е. Саре, ме не го кажуваме, Саре. Вака сега. Бутел, да, не, другото е, нека Косово е други още, Бутел. Општина Бутел. Општина Бутел. Шутка не. Чутив съм било не. Така е. Ай сега, вака, хиляда малца. Колко има? 10. 9, 10, добре. Айде, вака, Велес. 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 Да. Општина Велес. Така е. Чашка. Чашка. Градско. Точно. Градско. Градско. Росомен. Така е. Росоман. Росоман. Могила. Точно. Могила. Могила. Радовиш. Точен одговор. Радовиш и Конче. Радовиш само. Радовиш. Радовиш. Чекай се. Хајде. Конче. Точен одговор. Конче. Конче. Лозово. Сигурно. Конче, точен одговор. Лозово. Лосово. Свети Николе. Така е. Свети Николе. Свети Николе. Штип. Имената му сте 100 градови. Може да видиш Штип. Точно. Штип. Штип. Не сме. Така е. Добро. Ќе се вако, ќе се подсобереме. Жилино. Желино. Желино. Овие другите не сме имати. Така е. Не, ти може да изкачат горе на Германа, Србија. И ние Гориче не смееме да го кажеме. Уште колку има? Ще Да, уште 13. Вака, македонски брод. Македонски брод. Македонски брод. Демир Хисар. Така е. Демир Хисар. Кавадаци Хисар. Неготино слободно. Точно. Неготино. Некотино. Така е. Кавадарци. Кавадарци. Вака, изкача Гратово. Централно. Гратово, а не Пробиштип. Пробишти. Пробишти. Коча и го кажа. Дай го Коча. Виница и Каменица. Така е. Виница и Пробиштип. Каменица, не. Виница. 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 Каменица. Така е. Македонска каменица. Македонска каменица. Коча, добре. Чекај да видиме сега со македонска каменица. Нема, па. Македонска каменица. За жал се граничи со Бугарија. Направиве мал кик, се пак ќе кажам, не се малце 32 одговори. Знаеме дека 80 се нели понудените, па уште кога знаеш дека пола од тие се почува веќе нели паника да фаќа и многу полесни грешки. Се прави Саши Мартина, супер бевте. За жал македонска каменица граничи со нашиот источен сосед Бугарија и не може да се признае како точен одговор. Ништо не е готово. Одиме на пенали. На мое огромно задоволство, пеналите ќе го одлучат денешниот победник. Оливер и Тони, сепак во 90-та минута се извадивте, успеавте да изедначите, се гледаме на пенали внимателно во продолжение. А пред да продолжиме понатаму, јас ќе ви кажам дека 47 општини не се граничат со ниеден наш сосед, меѓу нив се Аеродром Арачиново, Босилово, Брвеница, Бутел, Валандово, Василево, Велес, Виница, Газибаба, Градско, Дебарца, Демир Капија, Демир Хисал, Долнени, Желино, Зелениково, Зрновци, Илинден, Кавадарци, Карбинци, Карпош, Киселавода, Кичево, Конче, Кочани, Кратово, Кривогаштани, Крушево, Лозово, Македонски брод, Могила, Неготино, Петровец, Пласница, Пробиштип, Радовиш, Росоман, Свети Николе, Сопиште, Студеничани, Центар, Чаир, Чашка, Чешиново, Блешево, Штип и Шуто, Оризари.
А сега, драги гледачи, време е за пенали. Едва чекам кога играме пенали. Искрено, така ми е најубаво кога ќе го добиеме победникот, затоа што сметам дека и така е, се извинувам, најреално. Знам дека на моите надпреварувачи не им е најмило за тоа, но тоа е тоа. Да не должам повеќе. Денешната тема за пенали гласи: зборови од песната "Не кани ме". Бараме зборови од 3 и повеќе букви што се содржат во песната "Не кани ме" во изведба на Миле Кузмановски. Сите такви зборови, па макар се разликувале за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Оливер и Тони, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично, Саши Мартина, дали ни е јасна темата? Јасно. Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали напоредно одговарат едните па другите, со тоа што први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи, а тоа се Саши и Мартина, па потоа одговараат Оливер и Тони. Веднаш се додека некој не погреши во текот на целата игра, се вклучени кабините, што значи консултирањето меѓу себе ќе треба да го изведат по-мангупски или по-скришно, за да не ги слушнат или видат нивните противници. Да не должам повеќе, како што реков, првиот започнуваат со одговарање Сашо и Мартина. Саши и Мартина, дали имаме зборче? Таква. Таква. Таква прв точен одговор. Колку букви требаше да има? Кажи. Дали не, ако ништо не ви е јасно, Од прашајте. насловот "Не кани", Не ги веќе- взимаме зборчињата од насловот, да, намерно, за да нели дека немаме доволно а љубов, љубов. Така е, точен одговор. Песна. Песна. Така е, трошка, трошка. А со две букви може? Не. Три. За жал, ова зборче го нема во песната. трошка. А премолчи ме. Трошка, сега ќе провериме. Ево уште еднаш ќе проверам за да не... Како рековме второто? Трошка. Трошка. Не, после трошка. Премолчи ме. Премолчи ме, да. Има премолчи. Да. Да, само не барај таква љубов да А премолчи. ја мислев трошка. Да, тука еве сега ќе ја прочитам многу убава песна. Оливер и Тони. Фала Бога. Многу ми е криво што вака завршува работа, Да. мада нема што да ми е криво, супер се дружевме, 2 издања, 3 издања на листа за 300. Во 2 излеговте како апсолутни победници со убава парична награда, една земавте 300 евра, една земавте 150 евра и се надевам дека ова ќе биде доволен мотив и стимул за повторно да се пријавите во листа за 300 и повторно да дојдете тука. Не смееме да заборавиме дека сепак ова беше ваше прво учество во било кој квиз. Да, да. И ете, вроди се убав плод. Баш ми е драго. Благодариме, супер. Се гледаме во нека следна прилика, но за жал сега морам чао да ви кажам. Сашо и Мартина, честитки за освоената победа. Сега од сега па натаму ќе бидете домакини, што значи товарот ќе биде уште поголем за да оправдате таа позиција. Пред да ве повикам тука да се борите за парична награда, да ги прочитам зборовите од песната "Не кани ме" од мој добар пријател Миле Кузмановски. Таа гласи: Те слушам, мирисаш пред мене, а вгради срце и невреме. И не знам како ќе ми помогнеш за да побегнам од тебе и од себе. Те слушам и не си верувам. Зар можам таков да бидам јас, да љубам кога срце не сака, кога немам никого на дуњава. Не кани ме, со очите не барај таква љубов да премолчиме. Ке заврне во душава, таква тажна песна не си слушнала. Ме боли тоа што немам збор, немам ни уста ни одговор. И кажи небесна убавино, како да го прелажам јас срцево. Те слушам, ништо не разбирам. Љубовта велиш не одбрала, а дали една си ме прашала, дали љубам некого на дуњава. Тоа се зборовите од песната "Не кани ме" на Миле Кузмановски. А сега, драги гледачи, како што реков Сашо и Мартина, ќе ми се придлужат тука на главната сцена и ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Дали ќе успеат да освојат парична награда, останува да видиме. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата.
Сашо и Мартина би се придружија тука на главната сцена и за многу кратко секако ќе ги соочиме со денешната листа, со денешната тема од нашата листа. Мартина и Сашо, како сте ми? Супер. Добри, ја прво вака, уште пред да започнеме со нашата листа да ви честитам што победивте и што ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз. До сега сте биле во оваа позиција да одговарате за пари. Колку пари имате до сега земено во листа за 300? 250. 250 евра. Ајде, денес имаме шанса. Не можеме да ги дуплираме тие пари, но можеме барем ето и повише од тие да земеме или нека тука сумичка. Како што реков, во наредното наше издание повторно ќе имате шанса, но тоа ќе мора пак изистава процедура да поминеме. Па е да се фокусираме на она што денеска ни е. За почеток мора нели да протрчаме низ нашата листа, чисто да се подсетиме како стојат работите. Таа е составена од 15 празни полиња кои што еве сега ќе ги видите на нашиот екран. За малце ќе погодев. Блиску бе. Ако дадеме 15 точни одговори, секако ќе земеме на максимална парична награда. Во меѓувреме, за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 и за 15 точни одговори 300 евра. Значи вие прошлиот пат се стигнале до 13,5 прашање. Кажи да можеше, така е супер ќе беше. Два пати помалку, една 150, една 100 или еднаш 250, кој да се сеќава, не е ни важно. Не е ни важно, денес ќе испишуваме нов лист со нови добивки во листа за 300. Има многу интересна тема. Како стоиме со литература? Стои. Стоиме? Добро. Се радувам дека нели нема да ви уплаши темава, баш напротив, дека ќе ве стимулира и дека ќе отидеме на 300 евра. Слушајте убаво и вие, драги гледачи, денеска на мое огромно задоволство го тестираме нашето знаење на тема дела на Достоевски и Толстој. Извор сајтот на биографи. Бараме наслови на нивни романи, драми и новели. Не се признаваат раскази, збирки раскази и селично. Николаевич Толстој и Достоевски. Едни од моите помилени, ја ќе кажам, автори, не дека сега заспивам секоја вечер со нив, но тоа што сум го прочитал многу ми се допаѓа. Значи, А ги имам прочитано. Достоевски, Злосторство и казна и друго место. Тоа како прво ќе кажем, мора да кажем Добро. почнуваме. Ќе почнеме со злосторство и казна. Злосторство и казна. Злосторство и казна, прв точен одговор. Сега од тој Толстој. Имате од Достоевски? Војна и мир. Аха, не ви се мешам. Војна и мир. Војна и мир, Толстој. Познато по тоа што е колку 3 или 4 тома, колку беше Војна и мир? 3 тома, така. И Ана Каренина. На Толстој беше. Да, Ана Каренина. И Ана Каренина. И Ана Каренина. Уште едно дело на Толстој. Ана Каренина, како ќе сподам се една случка за средно. Ги беше Прва лектира. беше таа, прва да, лектира, и прва лектира, година. ама тоа е моето прво лажирање на некое дело. Успеав да го најдам филмот Ана Каренина, да го изгледам и добро поминав после во школа. Не сум многу горд на тоа што го направив од една страна, од друга страна сум многу горд што би успеав. Не ви земе многу. Тоа е тоа. Не бидете како Марко, читете. Не бидете како мене, читете, да. Ана Каренина за 50 евра за Саши и Мартина, честитки, точен одговор. Дело на Толстој. Што правиме за понатаму? Нема да одиме затоа што сме земале 150, 100, сега 50. Сега бе, не, чекај да видиме, сега вака. Има од Достоевски. Има со браќа поврзана една книга многу... Да, Манџаве, не ги знам, браќа Карамазови, ама немаме поја. Немаме поише да не е бе... Добро. Сме освоиле 150, 100, сега 50. Сега 50, добро, нареден пат одиме на 200 и 300, така? 150, 150 и 0 на крај. Не, може со тој мора да почуваме. Нареден, сега одиме 50 да ги изчистиме, значи помалите суми, после одиме да атакуваме на 200 и на 300 евра. Сигурни ли сте? Дека тука застанува? Сигурни, да. Честитки за освоените 50 евра, не е ништо повеќе, нели, сатисфакцијата дека излегуваме како победници денеска и она што е поважно е што секогаш кажуваме, обезбеденото учество за следното издание на нашиот квиз, повторно ќе се дружиме и верувам дека и тогаш супер ќе се поминеме, тогаш ќе атакуваме на 200 евра. Сега, драги гледачи, ја ќе ви ги прочитам оние дело од Достоевски, ќе му биде криво сега на Сашо. Баш кај што едно име од една книга ќе го препознае во мене, ама тоа е тоа.
Тука ги имаме од Достоевски, браќа Карамазови, потоа Бедни луѓе, Бели ноки, Вечниот маж, Записи од мртвиот дом, Записи од подземјето, Зли души, Идиот, Коцкар, тоа не сум. Кротка момче, Неточка Незванова, Понижени и увредени, посебно на српската, нели, како беше, понижени и увреđeni нешто. Сонот на Вујкото, Селото Степаничково. Од Толстој ги имаме Детство, Момчештво, Младост, Ана Каренина, Војна и мир, Воскресение, Козаци, Кројцерова соната и Хаджи Мурат. Одлично, што супер. Не ве гледате така, зашто разочарани данес? Не, таман. Не таман работа, кажи супер, си бевте супер, поминавте уште еднаш. Да се поздравиме, драги гледачи. Со ова доаѓаме до самиот крај на денешното издание на квизот Листа за 300. Секако во продолжение ви сугерирам да останете со програмата на Сител, секако да го чекате следното издание на нашиот квиз, да видиме тогаш што ќе направат Мартина и Сашо. А нормално и до тогаш никако да не ми заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!